Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Помина славењата, помина празниците, го очекуваме Свети Пантелеймон, Света Петка, наши заштитници, доаѓа и најавениот 12 август, од каде што ќе започне процесот на силно будење кај сите од нас и мораме да бидеме трпеливи, мораме да бидеме се повеќе љубов, мораме да сватиме дека ако јас сум ваков, спортивната страна или другите не може да бидат исти како мене. Мораме да го сватиме и ова турбулентно време во кој што живееме. Мораме да ги сватиме и оние ботови, како што ги велат, нели, кои што мако трпно се обидуваат да ги заталашкат, замаскират нашите докази, нашите аргументи, затоа што као демек нивниот татко Бранко Црвенковски или туторот негов од претходно ќе се превртува во гробот Киро Глигоров. Но тоа е се поврзано со материјалното. И тие се уплашени дека ако не се такви и ако не се држат како слепи за стап, дека нема да имат екзистенција. Затоа што нивниот бог е Молохот, нивниот бог се парите. И тие никогаш нема да ја признаат вистината. Тие секогаш ќе измислуваат, ќе ве вреѓаат. Кога нема што да кажат, ќе кажат на кого бе Владо ти објаснуваш. Остави Грилас, Милас, Тито, Мито. И така натаму, и така натаму. Тоа е поради стравот на истите тие кои што станале черепи и коски, односно кои што си го продале духот и кои што не знаат и не сакат да очекуваат од универзумот и мора да работат така затоа што некој друг е над нив. Значи, тие не знаат сами да функционират, тие се како вештачката интелигенција и со нив треба да разговараш етапно, полека, со факти и аргументи. Исто како вештачката интелигенција, ако ја прашаме нешто, ќе видите како другата страна одработува и како истата таа ни оде зад петици. Со еден мој тим и самиот јас ја прашуваме вештачката интелигенција околу атентатот на Киро. Замислете, таа ни вели дека тој бил на задното седиште. И тој е доказот. И сите ние треба да се водиме со тој доказ. И јас велам, зашто лажеш, лаж го еден. И тука почнуваат перипетијата, аргументите и доказите. Исто така, замислете, кога ги прашаш дали исто над десното око или над десната веѓа. Ке каже дека не е исто. Над десното око е широк поим, а додека над десната веѓа е фронталниот синус. Така и со истите овие кои што слепо, како слепиот ќе се држа за стап, и тие се држат на лагата и фалсификаторите кои што се правени. Не знам зошто е толку тешко
да си признаеме дека менторот за држава Ангора или за слободна трговија за Крушево република е Александар Караџорџевиќ алијас Тито. Не знам, за да се сокрие вистината дека 69-та година бил Тито во Крушево, од каде што започнува експанзијата на Илинденското востание, онакво како што го знаете сите вие од албанските орди, под капата на Атина со евзониските униформи, ќе кажат дека тоа е фотошоп. Па дури, и не знам, еве нека се јават крушевчани кои што нас македонците не прават бугари, да ни кажат каде е споменикот од Никола Карев во Крушево на кој што му се поклонил Амброс Тито. Или треба да ја сокриеме сликата од Блаже Коневски кој што го прави Тито почесен член на МАНУ, каде што е кујната на овие фалсификувања. Каде што убијците станаа херои, а хероите наши ги нема никаде. И нормално дека во Крушево ќе си слават албанските орди, а од Крушево сега спадна и во Битола. Као да албанската носија и албанскиот мелос е нешто што е македонско, па и греорната од Илинден од Битола пред сите вас ќе ви ја представува. Каде што ние македонците најверојатно, како секогаш, сакајќи да направиме добро за сите, на крајот ние највише испаштаме од сите. И некој ќе ни каже утре дека ние сме расисти. Не. Ние македонците не сме расисти. Прашајте ги. Еве ја го прашувам Тино да си провере во локална власт кој е одговорен за оно што беше во Битола за Илинден со игрорно друштво на Илинден, каде што ракоплеска на веќе купена од македонци албанска носија и на спремано одредено оро албанско. Ние немаме против да е тоа игрорно друштво од Албанија, од Косово. Ама нашите деца и вие мајки како бдеете над вашите деца? И потоа пак ние ќе бидеме криви. Прашајте. Еве јас го повикувам премиерот Тино, нека се распита. И дали му беше убаво лани, кога на албански му збореа, кога беше премиерот Тино во Крушево, кога имаше албански ора, чучеци и што ли не. Ама тие се во право. Зошто? Затоа што тие го дигнаа Илинденското востание. Под капата на Атина. А денески ги правите истите тие најголеми војводи. Зарем не гледате која има разлика од лани и од ова година во Крушево? Лани го немаше никаде кутлешо, а ова година секаде беше кутлешо. И на коњи, и на магариња, и на плеки, кај не го става? Знаете зошто? Затоа што кутлешот е собственост според член 7 од Преспанскиот договор на нашите соседи атињани. Истите онија со чија евзониска униформа се бореа во Крушево. Дали ме разбирате? Истите онија кои што се бореа за атињаните, денес имат собственост над кутлешот
И затоа молчат. Што треба да направиме ние да го вратиме кутлешот? Што треба да направиме? Дали знаете дека водевме жестока битка пред Преспанскиот договор да се отвараат локалитети, каде што беше представувана матицата пчела, каде што беше представувано цвеќето на животот, каде што беше представувано писмото Авеста. Безброј локалитети. Дали знаете дека ниту еден локалитет, иако се знае се, не беше започнат за негово откривање? А денес, после Преспанскиот договор, почнавме. Дали знаете дека сме ставени во мат позиција? Дека според Преспанскиот договор и член 7, ние немаме никаква поврзаност со Кутлешот, со Филип и со Александар. Затоа што ние тоа го продадовме на атињаните. И кога некој се бореа да најдат друг начин, вие дозволивте оваа довлочени под капата на влада на Република Македонија тогаш и под капата на албански директор на контраразузнавачка Муслиу, да се земе најстариот доказ на Македон преку нарачен претрес за уништување на Владо Павлов под капата на некој кој што дојавувал, каде што никаде не се водеше во претресот тој доказ. И сега молк. Ние треба да се вратиме назад. Ние треба да бидеме мнозинство. Ние треба да го побиеме Преспанскиот договор. А потоа да почнеме одново со вистината за Македонија, која што ја промовиравме пред Преспанскиот договор. И затоа одговорно тврдам дека вистинските македонци не се плашат од смрт. Не се поврзани само со земското и со материјалното. Како оние ботови што се плашат дека утре внуко, уште сега размислуват внуко кај треба да им вработен бил. И затоа се, како сунчогледи, префрлуваат од една во друга политичка партија. И кога ќе погледнеш на кого му е денес најтешко, на премиерот Тино. Затоа што сите ќе го ударат по грб дека ти си тоа, ти си ова, ти си цар, за да утре сите му го забијат ножот во грб. Зошто? Затоа што тие нашле некој друг што ќе продолжи да им дава риби, а не јадица самите да ловат риби. Ама ние македонците ќе бидеме, нели, расисти? Не. Ние не сме расисти. Јес да сме националисти, ама не сме расисти. Ова моје видео е денеска да ве подсетам дека имаме сите голема карма. После последното видео ќе ве замолам етапно да ги гледате видеата и ако имате кратко памчење или кратко помтење, да гледате што се случува после секој видео одреден период од оно што го најавуваме. Значи, во моето последно видео пред некој ден кажав дека сите ние имаме карма. И оние кои што владеат со Македонија, на кои што им е дадена од Рим, нели,
Македонија да биде нивен протекторат, а тоа е Цинцилија и Еди Рома, или албанците и власите кои што се браќа по крв, по тоа што го имат направено според Владо Павлов во 17-та година од нашата ера со царот на царевите и кралот на кралевите Исус Емануел Цезарион. Што ако после 2000 години веќе доаѓа времето да се раздолжува таа карма? Зарем верувате вие власите и албанците дека уште ќе си ги држите како вестачка интелигенција македонците? Дека уште ќе ги држите како кукли? Да, можете да продолжите и понатаму. Ако и македонецот не ја раздолжи кармата што го оставил сам Исус пред вас, вие да го ставите на крст. Тога сите заедно, ако не знаеме да ја раздолжиме кармата, затоа што сите заедно сме браќа и сите ние се напојуваме од еден исти извор на жива вода и сите ние имаме еден заеднички татко-прататко, дарител на семенскиот материјал, ќе дојде Содома и Гомора. Денеска, читајќи ги коментарите од претходното видео, еден мој пријател ме подсети многу одамна за мои дела и мои пресликување на Содома и Гомора дека се биле во Македонија. Да, Македонија има трагови и сведошанства за Содома и Гомора. А тоа се бабите од Штип и куклите во Кратово. Ако погледнете према градот Штип, од бабите, кога одите према Карорман, ќе видите дека тој дел горел. И затоа до ден денес имаме остатоци на целосно изгорен, каде што немало камен на камен, а останало само црвената земја. Во Штип е доказ на она крв која што е прелиена за времето на Содома од она што е правено од народот во тој временски период. И тој временски период не сакале во денот кога требало секој да ја раздолжува кармата да ја раздолжуват и дошло до тоа што дошло. Значи, јас не верувам дека ние сакаме да гореме во сулфурно огнено море, каде што ќе гори водачот на оние кои што ја уништуваат Македонија. Да, водачот на оние кои што ја уништуваат Македонија. И целиот свет. А сулфурното огнено море е Содома и Гомора. Па сега вие пак ме правите расиста, пак ме правите забеган, пак мојот македонски народ правите го глуп, туп и неупотреблив, пак правите го глуп дека не разбира што му се кажува, дека само вие ботовите знаете што се кажува. Вие, кои што се плашете дека утре нема да имате екзистенција и мора да работите и да одработувате за други и туги интереси. И ве разбирам зашто љубоморите на нас. Љубоморите затоа што сме слободни, затоа што немаме влакно на јазикот, затоа што вистината ја кажуваме без пардон да се ослободи нашиот македонски народ. А вие, пред да излегнете, мора да прашате кај да идам да пијам кафе. Ама таму е Владо Павлов.
Не, таму не. Кидеш ки биеш со цанко кафе. И сега сакам да идам со сопругата. Не сега, утре кидеш со сопругата. Затоа љубоморете. Затоа што немате слобода вие. И морате да го понижувате нашиот македонски народ, демек ништо не разбира. За кого бе ти, Владо, ова го зборуваш? Ај па ти сега Киро Глигоров, ај па ти сега Питу Гулик, ај па ти сега Крушево. А дали знаете дека Витлеем во Иерусалим, во Израел, Крушево и Кочани се 3 града кои што ги гаеле колендарските на времето огнови и онад звездата што почна да се промовира од Партени и низ цела Македонија денес. Затоа ве разбираме ние ботовите. Бидејќи немате вие што друго да правите, плашејки се дека ќе биете екзистенција, затоа што сте откажале или затоа што сте се откажале од Бог според вашите гнасни сценарија и нормално дека ќе се плашите за екзистенција. И каде е вашата екзистенција? Кај молохот, кај парите. И затоа ќе велите, ај па сега ти, Владо Киро Глигоров, а не свесни дека од тука почнува сектата да се ојачува. Ама вие живеете со сектата. И плутате во тие води. И затоа ви сметат сите овие разговори. Затоа ви смета будењето на македонецот. Зошто? Затоа што македонецот треба да биде дно на дното. Ама македонецот се буде со брзината на светлината. А будењето после 12 август ќе биде уште побрзо. Така да ќе биде се со ваш камен по глава. На сите оние кои што ги се обидувате да ги замаскирате учесниците во гнасните сценарија против Македонија. Посебно оние кои што се поврзани со лажниот атентат на Киро Глигоров. Еден господин, еден типац, еден алфа момак кој што тепаше жени, дочера никаде го немаше, никој не го спомнуваше, немаше портали, немаше ништо. Наеднаш кога го спомнавме со атентатот, сега е главна личност, алфа момак секаде. И затоа вештачка интелигенција ќе ви кажува дека Киро Глигоров бил на задното седиште, дека имал последици над десното око, а не над десната веѓа, а не напред дека седел и така натаму и така натаму. Значи, додека вие спиете, некој веќе работи со вештачката интелигенција. А неа што ќе ја нахраните, тоа ќе ви даде. И ќе кажат дека ние сме расисти. Не. Ние македонците никогаш не сме биле расисти. Гледате колку сме расисти? Цела Битола играше шота. Ој, шота. Од Илинден, културно-уметничко друштво на македонци, и на Ден Илинден. Дали овде гледате народ расистички, мајки и татковци, на кои што нивните деца македончиња ја играле шота? Има ли овде расизам од македонците? Нема расизам. Ама има... Ние сме националисти и треба да го подсетиме премиерот Тино, треба да го подсетиме и градоначалникот. Не е се само Кичановиќ и да не е гаеле за ништо. Точно е. Зашто не може да разбереме?
Што ни е криво? Значи мораме да сватиме во иднина. А јас сум промотор уште пред 15 години. Дека Крушево и Илинден е празник на албанската и влашката популација во 1903 година. И дека истите се бореле за Македонија под капата на Атина, за присвојување. Што е толку тешко да го разбереме тоа? И затоа Битола прва свати, па им дозволи на нас македонците, кои што не сме расисти, да си го слават после Крушево празникот со албанска носија и со албанска народна оро, каде што на културно македонско уметничко друштво им се соши, им се купи албански носи, водителката со албанска носија исто им се купи и со шота си го слави Илинден. И треба да го признаеме тоа. Што е толку страшно да го признаеме ова што го направија? Не сме ние расисти. Илинден е нивен празник. Видете го Пјотар Гули. Со бело муле, со униформа евзониска, пултрон на Атина, се бори за грчките интереси и припојување на Македонија кон Атина уште во 1903 година. Тоа е. Кога веќе дознавате и веќе се открива, тоа е историја, треба да се почитува. Дали одговара на нас или не, треба да ја почитуваме. А не да се удараме во гради со сите оние черепи и коски на кои што главен масон на черепи и коски во еден друг временски период бил и Амброс Тито. Па затоа ја направи ова историја, каде што ги видите. Пјотар Гули, черепи и коски. Грилац Гоце од Кукуш, черепи и коски. Кои се најголемите херои? Оние кои што пред Тито биле во таа масонска организација черепи и коски. Не знам што е толку тешко да си го признаеме тоа. Што е толку тешко? Што е тешко да си признаеме дека ова година Крушево се префрли во Битола? Тоа е исто како албанците што не сакат да го признаат Атанас бабата, пример, и нашата вистинска илинденска битка на Ножо. Па затоа Пјотар Гури под капата на Тито и на сите тие уметници и историчари од тој временски период, кои што се уште владеат со фалсификатор, униформата од Атанас бабата ќе му ја насликат, ќе му ја дадат и ќе му ја стават на Пјотар Гули. А ако го погледнете на вистинската слика, ќе ја видите она пушка со долгата цевка со евзониската униформа, идентична на грците. Затоа, одлуката е наша, дали ќе раздужуваме кармата. А раздужувањето на кармата значи да се водиме со вистина. Ако илинденско восстание е албанско и влашко, ако Пјотар Гури е црнокушулац со црните тројки, треба да го признаеме тоа. Ама и албанците и власите кон наши сограѓани треба да признаат за битката на Ножо дека е пресликана во Крушево. Оно што се случува на Мечкин камен е идентично со битката на Ножо. Кога однемуваат муниција и се убиват еден со друг. Дали битката на Ножо е пресликана со Мечкин камен? Не знам. Ете, јас имам една пријателка која што е посебно почитувам од Крушево и која што
мислам дека ме гледа и ќе ја поканам да ја прашам нешто. Препознатлива по нејната црвена баретка, која што многу убаво исто е. Мислам дека се препознава што ме гледа од Крушево. Би сакал да ги погледне сликите од Крушево и посетата на Тито во 1969 година. Па ако сака на мојот профил или овде во мое вклучување во живо, да ни даде аргумент каде е тој споменик од Никола Карев, веднаш над Крушево, кој што е промовиран од Тито во 1969 година, каде што е првиот учесник кој започнува помасовно веќе да се славе Илинден и каде што и тогаш ги гледаме илинденците со некоја униформа специфична за нив. Значи не сакам да именувам на моја пријателка која што е посебно почитувам од Крушево, мислам дека ме гледа, препознатлива е со нејзиниот бел тен и плава коса и добра и прекрасна црвена баретка. Како крушевчанка да ни даде аргумент и доказ каде е споменикот од Никола Карев кој што е промовиран во 1969 година од Тито. После промоцијата која што прави Тито во Крушево и промовирањето на Никола Карев и сето она што се случува со четата на Пјотр Гули, во 72-73 година започнува и градењето на Македониумот. Значи, ова се работи кои што ги поистоветувам со воскреснувањето на Крушево онаков како што го знаеме до ден денес. И да се разберем уште еднаш. Ова не е против македонците, власите и албанците. Ова е за универзумот, за Бог, бидејќи ако на вистина тој сака веќе е дојдено времето вистината да се кажува, а вие власите и албанците ви смете ја попречувате, а и ние не знаеме македонците да почитуваме, каде што едните сте виновни што вие на крст го ставивте со Цинци Легија ди Рома, а ние што дозволивме македонците да го ставите, каде што тука не има разлика околу собствената карма, вие можете да се ударате до гради колку сакате, можете да бидете богови самопрогласени колку сакате и светци, и да измислувате, и да вреѓате, и да плукате, и атентати да спремате, и мислите дека сте богови, вие давате живот на Владо Павлов, вие сега ќе му го земете, ама некако ниту земањето на животот овие 10 години, ниту па затварањето не биде од рака со Владо Павлов. А зошто? Затоа што Владо професионално си раздолжува својата карма. Бидејќи мојата карма е да ја кажувам вистината. А вашата карма, вие си ја знаете. Ние мораме да ја раздолжиме заеднички нашата карма, која што е 2000 години од раснувањето наводно библиско на Исус. А јас велам раснувањето на 4 дела на Македонија. Дали Цинци Легија ди Рома претходно била на Тресонче, па после библиското распетие 7 дена и 7 ноќи се тресеше и небото над глава и паѓаше, каде што Штип се подели на 2 дела, со Исаро и со Мери денес нели? Или е нешто друго во прашање? Сепак ние заеднички треба да се раздолжиме за сето она што сме го правеле. Надпреварот на владетели и робови е завршен. Затоа што сите ние сме исти пред оној што го дал семенскиот материјал. Тој што одел и сеел. Припознатлив од митологијата Хермес Меркур. Тој Хермес Меркур е таа
Витлеемска звезда која што ќе се потклупи, кој што во денот на големиот крст ќе се поклупи над храмот, помеѓу сонцето и месечината. А вие, ако и во тој временски период не ја свативме Содома и Гомора, тогаш нека ни е Бог на помош на сите нас. И признајте си. Признајте си. Не знам колку е точно, но во Лисиче пред некој ден слушнав, еве вие кои што сте били, кажете ми, за да видите мулињата или коњите, требало да платиш у прв ред 100 евра, втор ред 50 евра. Ако е ова вистина, тогаш не знам колку треба да платите да идете до Јован Бигорски кај партен со не. Не знам колку е ова вистина. Ова е само нешто што ми е кажано, нафрлено. Да се уновчува нешто, за да се возвеличува Крушево преку Пјотар Гули. Па уште и да се плаќа, да се види кој ќе помине, тоа веќе нешто за мене, нешто што не можам да го скувам во мојот мозок. Уште еднаш, ова моје кратко вклучување во живо е поради некои кои што се појавуваат како ботови и кои што мислат дека се многу паметни ако кажат дека не ме разбират македонците. Јас ги поздравувам сите нив и знам дека мора да го одработат тоа, затоа што тие си ја продале душата на Молохот и се едноставно черепи и коски, а најголемиот мастон во еден временски период на черепи и коски бил Амброс Тито, па не случајно ги устолчил и оживеал неговите предходно членови на черепи и коски, меѓу кои Пјотар Гули и лажниот Гоце Делчев Грилас. Со напомена, истиот тој Амброс Тито, преместувајќи ги коските од саркофагот на черепи и коски на Грилас во Свети Спас Скопје, камениот саркофаг, не заборавајте, стои на 3 дела од Македонија. Значи стои на 3 столба. Затоа и не се чудите кој ви е погребал Македонија. И не само денешна Македонија, кој што некој знае Вардарска, и Пиринска и Егејска. Черепи и коски. Затоа што камениот саркофаг од Грилас, черепи и коски, стои на 3 столба. 3 столба. Вардарска, Егејска и Пиринска. Масоните така играт. Исто како папата кога дојде, вели, дава порака до сите нас, а наводно не си ја крашете гранката на кој седете, наводно сакајки да ни каже дека не треба да го смениме името Македонија, па тука се јави Зоран Заев, алфа момак, биг момак, кој што е поголеми од папата и му кажа: ти ли бе папа ќе ми кажуваш на мене дека ние треба да бидеме Македонија? Не! Сега ќе видиш. Јас, Зоран Заев, го правам Преспанскиот договор и ја менувам територијата на денешна Македонија од централна, која што биле во античкиот период, во северна. Брезоки! Или пораката на папата е обртна, затоа што тие се поклоници на обратниот крст и тие кои ќе кажат нешто треба обратно од тоа да гледате. Не ја крашете гранката на кој седите, значи крашете ја гранката, дојдено е време. И одма Зоки се јави тука Спасителот, кој што е последниот мухиканец од мухиканците Киро Глигоров и Бранко Црвенковски, да си ја заврши работата. Затоа дојде папата да ни даде устолчување дека е дојдено времето да се смени името на Македонија, каде што според сите мои истражувачки дејности, овој дел е централна Егејска Македонија, а Егеја е алатка за полирање на кристали, Егеја е поврзани со рударски населби,
со окна, со подземни тунели каде што се искупувала руда. Она што сака сега да ви го имплементира со геоглифот, ама најпрво треба да ви скрене внимание со високо, за кој што ќе разговараме надокнадно со вистината за Семир Османагич, ама највеќе според со вистината на неговиот татко, кој што е еден од најголемите доктори на науки во рударството во бивша социјалистичка федеративна република Југославија и кој што е прв меѓу првите до Семир Османагич фондацијата Пирамида Сунца. И кој што најверојатно во тој базен, кој што е рударски во Босна, а на кој што тој е бил главен, и каде што под капата на татко му на Семир работеле 14.000 рудари во тој дел, околу Високо, Зеница и така натаму, не сакам да откривам сега тајни, ќе дојдете до заклучок како се искористуваат или нешто е зачувано за себе и дека под капата на пирамиди во Босна се работи на нешто друго. На скапоцен минерал кој што е потребен на Соединетите Американски држави. А како е пренесена Босна во Македонија со геоглифот, кој што исто така е рударска населба или ковачница, каде што рудата се перела и затоа имаме докази дека под геоглифот има вода, нормално дека во антички период се правеле вакви населби за поврзани со рударството, кои што подоцна ќе се користат истите за ова што го прават денес со геоглифот. Па така да не ве чуде дека нешто од тумулусот во Високо ќе излезе за да го поврзат со геоглифом. Ама тоа е вамте за тамте, затоа што улогата на Семир, која што е поврзана како последен мохиканец за откривање на лажен гроб на Александар во Македонија, е привилегиите кои што ги добива во овај рударски град Високо. Затоа ќе имаме друго видео и ќе разговараме на оваа тематика како вистински македонци кои што ќе се бореме за вистината, затоа што геоглифот за мене е Армагедон. Откривањето на живиот Бог. Според нив, гроб на Александар. Уште еднаш, бидете во љубов, мир и хармонија. Немојте да се гледате како расисти македонците, почитувајте ги сите како браќа и сестри, и кога тие прават грешки, и кога тие ве понижуваат, прифаќајте се со љубов, затоа што кармата ќе удари врз нив. А од друга страна, запрашајте се, од Исус до денес, ние македонците, или некој друг ни месте, 100 предвремени илиндески востанија, каде што ниту едно е успешно, за до ден денес, колку што беше успешно последното, што не манипулира дека е наше предвремено, сме слободни, така и овие 2000 години ние македонците сме слободни. Од слобода пукаме. Да е вечна и жива Македонија, Македонија се што имаме, со дух, ум и фанатизам за Македонија. Следете ги природните појави во наредниот период и ќе сватете дали е дојдено времето на раздолжување на кармата, признавање на вистината или не. Земјата ќе гори се повеќе и повеќе, се помалку и помалку ќе имаме кислород, а знаете дека се помалку и помалку кислород значи затровена крв, затровен хемоглобин, бидејќи хемоглобинот е носач на кислородот. И ако немаме кислород, не знам зошто ќе постои хемоглобинот. Најблиску до хемоглобинот како носач на кислородот треба да дојдеме до, според Владо Павлов, турбината што ја движи циркулацијата,
а таа турбина, македонци мои, големата мајка, таа голема мајка е срцето, нашиот храм на љубовта, нашата турбина на животот. И ако имаме се помалку и помалку кислород, после хемоглобинот, турбината на животот, срцето, ќе дојдеме и до митохондрите, кои што се први погодени, од кои што настануваат пандемии на вируси, бактерии и уште од времето кога луѓето оболувале и ги фарлале во јами полни со вар, се само поради тоа што биле уништени енергетските централи во клетката, а тоа се митохондриите. И пак ќе дојдеме, ако имаме се помалку и помалку кислород, до поврзување до еден заеднички систем комплетен помеѓу хемоглобинот, кој што е носач на кислородот, турбината што ја движи срцето, што ја движи циркулацијата, а тоа е нашето срце, кој што е сакана како големата мајка од нашите древни македонци, кој што е символизира љубовта и пирамидата на љубовта, и кој што е поврзана со Александар Македонски. Потоа доваѓаме до енергетските централи во секоја клетка, а тоа се митохондрите, кои што се први погодени, за кои што во минатото, кога се уништувале митохондриите во човековото тело, или кога енергетските централи во клетките немале енергија, настанувале големи пандемии и луѓето ги фрлале во јами со вар. И на крајот ќе дојдеме до енергијата што ја користат клетките, позната како АТП. Тоа АТП е најбитно од све, идентично како за нашето тело. Јас АТП ја гледам како литиумските батерии на соларните панели. И моје прашање до сите вас е следново: дали литиумските батерии, ако немат енергија, можеме да имаме осветлување? Така и за телото, ако овие АТП батерии немат енергија, ние не можеме да имаме осветлување и не можеме да постоеме, бидејќи нашето тело функционира идентично како една голема хидроцентрала, каде што сите клетки заедно се поврзани и сите клетки заедно користат една иста енергија и ја одма испрлуват. И во овој процес пак ќе дојдам до недостатокот на кислородот на земјата и создавањето на пандемиите не случајно, поради немање на доволно кислород. Треба да ги поврземе и белите дробови, кои што се орган каде што воздухот патува и каде што имаме белодробна вентилација и каде што еден од деловите на белите дробови, ако е повреден, имаме проблеми, доваѓа до создавање на канцерогенни клетки. Помеѓу душникот, бронхиите, бронхиолите и најбитни алвеолите, кои што се ситни воздушни џебови, обкружени со капилари. И тие се најбитни според Владо Павлов. Ако немаме поврзаност помеѓу хемоглобинот, како што кажав претходно, немаме поврзаност помеѓу турбината, турбината која што движи циркулацијата, тоа е срцето. Немаме поврзаност со енергетските централи на секоја клетка од нас, а тоа се митохондриите. И немаме заеднашка поврзаност со сите овие елементи и со енергијата што ја користат клетките, позната како АТП, тогаш ние нема да имаме и вистинска белодробна вентилација преку алвеолите, каде што нема да имаме вистинска или главна размена
на кислородот кој што нема да влегува доволно во крвта, а додека углеродниот диоксид нема да излегува од крвта или нема да се isfрлува преку издишување и ќе доаѓа до создавање на базна состојба, на кисела средина на крвта, од тоа што углеродниот диоксид не го isfрламе, затоа што немаме доволно кислород кој што влегува во крвта. Имаме нарушена белодробна вентилација од овие пожари, од сето ова што се случува на глобално на целата земја. И повеќе од јасно е дека ние веќе ја доживуваме Содома и Гомора, ама никој од вас не гледа. И не мора некој да биде пророк за да ви каже дека ќе имаме поголема пандемија во наредниот период од самата пандемија на корона. Од она што се случува и од она што го гледаме, затоа што она што доаѓа ќе биде нешто посебно, а тоа е дека белите дробови нема да функционираат како влезна порта за горивото, а срцето нема да има неговата вистинска улога како турбина да го дистрибуира ова гориво нели низ целата машина. И тука повторно ќе се вратиме на најбитното што не очекува, тоа е Содома и Гомора што дозволува да срцето не може само да работи како турбина, на него му требат белите дробови за кислород, крвта за транспорт и митохондриите за создавање на АТП. Енергија која што се создава и брзо се isfрлува. Затоа докторите и љубоморните самопрогласени богови и љубоморните доктори од класичната медицина не сакаат да се признаат дека нашиот цел организам, дека нашето тело, поради кој што ги имам сите овие проблеми и поради кој што имам најмногу исмејување, е само поради тоа што ја кажувам вистината, како што ви ја кажав за Елинденското востание, еве и за нашиот човеков организам, каде сакале или не мораме си признаеме дека е една поврзана жива централа. Сето она кое што не оди во прилог дека нашиот организам не е една поврзана жива централа, значи создавање на канцерогени клетки. А тоа е токму поради намаленото количество на кислород. И затоа ви кажав и претходно да се воете се повеќе и повеќе со третото правило на универзумот, бидејќи доброто го привлекува доброто, со текот на времето доброто дел кај некого едното добро ќе се повлече и ќе оде кон злото. Доброто ќе се бори со макотрпни проблеми, ќе троши енергија да го врати повторно да биде до него, да бидат повторно заедно доброто со доброто. Но овој момент, ако доброто кренало со злото и ние сакаме да го вратиме, ќе ве замолам да не го правите тоа, затоа што, како што видовте, колку е битен кислородот за целиот овај систем, целата ова жива централа, да не го користите, да го трошите залудно, затоа што вашата жива централа ќе остане без енергија. Сакате, разбирате, сакајте, не, ваше право е, сакате, плукајте ме, ботовите си имат своја цел, тие се тука да плукаат затоа што не се слободни како нас и ни љубоморат, затоа што на мене никој не може да ми каже утрово кај да седнам, кај да доручкувам, кај да идам на кафе, кај да седнам. И покрај тоа што некој ќе ми вика иш сатано, ама јас одам таму кај што сакам
и нека им служи на чест тие што викат Иш Сатано. Нека им служи на чест и на тие што мислат дека се уште може да направат одреден проблем. Нека им служи на чест и на сите оние што се смееват на сето ова знаење. Тоа си нивен проблем, не е мој проблем. Нека им служи на чест и на моите блиски соработници кои што работеле зад грб, па и на некои од моите деца, кои што не се разликуваат од нив. И не и наоѓа мана, нека терат, ама во наредниот период ќе работам и на откривање на една особа која што години пред случувањата со Владо Павлов и Кочани кажала дека местото на Владо Павлов ќе издише заедно со целиот град Кочани. Од каде таа дотична особа го знаела ова? Од Лилит? Бутик Лилит? Од Таурус? На кој што верно им служише Деко? Доправа ќе разговараме и за ова. И да завршиме. Содома и Гомора значи недостаток на кислород. Затоа што кај да одеш, повторно ќе се враќаш до срцето. Авиолите, како што ви кажав, се место каде што се прави размена на гасовите, ама тие самите нема да можат да го однесат кислородот до телото. Пак ќе дојдеме до големата мајка срцето, затоа што срцето тука пак ќе има големата главна улога. Затоа што патот на секој од нас во иднина треба да биде преку алвеолите, каде што кислородот влегува во крвта, која што го носи кислородот, срцето кој што ја пумпа таа крв до секоја клетка и митохондриите кои што го користат кислородот за создавање на АТП и се своевидни батерии, идентично како литиумските батерии на соларните панели, а овие на нашето тело. Ако сме нешто разбрале, да бидеме живи и здрави, нека ми извинат власите и албанците што морав да им го честитам Илинден затоа што нивење, ама нека малку повеќе почитуваат дека ова земја е на Македон и дека е земја на и нашиот и нивниот татко, да не љубоморат што се вратил од Италија, што е оставил нивната мајка Амазонка и дошол кај Пенелопа во Итака, од кој што тие потекнуваат од Латина, ние потекнуваме од Орес, затоа што сите ние дишеме еден исти кислород на земјата. И сите ние, како што дишеме еден исти кислород на земјата, треба да ги сакаме белите дробови. Дрвото на животот. Без кој срцето не може да биде тоа што е. Големата мајка наша. И затоа споменикот од Сионски приорат е изграден во чест на големата мајка на срцето. Или на турбината на животот. Не знам зошто, Славица, сум глуп, ама глупоста или било што е ваш проблем. И кога некој вреѓате јавно Славица Начковска, сигурно е дека сте влаинка, и ве прашувам да ми даде докази и аргументи за глуповоста моја, пошто глуповоста моја може да дојде да ти бидеш најголемата глуперда што може да постое на земјината сфера. Очекувам со факт ти, Славица, да ми кажеш дали си влаинка и зашто јас сум глуп. Ако во ова се што го кажав гледаш глупост, тогаш да си ми жива и здрава. Најмногу те почитувам и најмногу те ценам, Славице, за ова што го кажа со глуповост. Едно големо благодарам за тебе
останувам љубов. Дали сум ја глуп или не, има Бог, има универзум, тој кажува, не си ти Славице Бог, не си ни светец, и во улога на Бог и светец да кажуваш кој е глуп, кој е паметен. Тоа може само Бог да го каже. И универзумот, така да останеме во здравје, а глуповоста ја оставам на Бог тој да одлучува кој е глуп, кој е паметен. И го завршувам ова мое видео со патот на животот од големата мајка срцето наше, кој што пред малку ви кажав дека оди преку алвеолите, крвта, срцето и митохондриите, ама и назад, клетките кога создаваат еглероден диоксид, крвта, истиот тој го носи назад, срцето исто така го испраќа до белите дробови, а белите дробови треба да го isфрлат со издишување. Како што јас ја isфрлувам со издишување дотичната особа Славица, која што ме прави глуп. Идентична како клетките кои што создаваат исто така, кои што создаваат еглероден диоксид, ја така ја isфрлувам ова дотична особа Славица која што ме прави глуп. Значи клетките кога создаваат еглероден диоксид, крвта ги носи назад, срцето го праќа еглеродниот диоксид до белите дробови, а преку белите дробови еглеродниот диоксид кој што за мене е шејтан, по кој што има зголемено количество и господјата Славица, која што не може да перципира што е глуп, што е паметен, го isфрлувам еглеродниот диоксид и она што го кажала Славица со издишување. Затоа, и ки има проблем секој оној со себе, кој што вистината сака да ја сокрие, кој што на паметни работи ги кажуваат дека сте глупави, затоа што истите тие како Славица, кој што не сака да ни каже дали е влаинка, ние знаеме дека е влаинка, дека срцето нејзино нема да биде турбина на животот, поради зголеменото количество на еглероден диоксид во крвта нејзина. Од тука доаѓа до болести и до сето оно што значи нефункционирање на срцето како турбина на животот, поради тоа што не може да си го isфрли еглеродниот диоксид од белите дробови со издишување. И мора на ваков начин тие да реагират. Да, Славица, јас сум најглупиот човек што може да постои на земјата. Ете, да сте ми живи и здрави, чувајте го своето срце како турбина на животот, не се водите со негативна енергија како дотичната особа, со глупавост или паметноста, оставете го тоа Бог да каже дали Владо е глуп или паметен, а тие кои што се прават самопрогласени богови или светци, ни секунда не сакам да живеам во нивниот живот, затоа што знам што ги очекува во наредниот период. И нешто што е најпогодно е тоа што треба да го знаете за вас е белите дробови мора секогаш да имат доволно гориво, т.е. мора секогаш да имат кислород, за кој што тие заедно функционираат како единка со срцето, кое што е пумпа што го распоредува низ целата машина тој кислород. И запомнете дека без алвеоли нема кислород, а без срце кислородот не би стигнал до ниту една клетка. Така да дрвото на животот, белите дробови и срцето, турбината на животот, работат како еден систем. А тој систем се вика љубов. А кај оние што вреѓаат со глупавоста, нема љубов. Тешко на тие околу нив дома, што живеат со такви особи кои што немат љубов во нив. Имајте убав ден, љубов и само љубов. Ако нешто разбравме од ова мое вклучување во живо со карбата, добро е. Ако не,
почитувајте ја Славица и мерете кој е глуп, кој е паметен, кој не е. А јас нема да дозволам ваквата дотична особа, која што се представува како Бог и светец, да ми земе од мојата енергија, која што ја чувам во мојата батерија, односно која што ја чувам во мојата батерија на телото, која што е АТП. Зашто? Затоа што ако ми земе дотичната особа од мојот кислород или ако ми земе од мојата енергија во мојата батерија АТП, јас ќе имам проблеми со внесувањето на кислородот во крвта. Значи ќе ми бидат погодени алвеолите. Второ, ќе имам проблем со крвта и хемоглобинот. Зошто? Затоа што нема да го носат кислородот како што треба ако таа дотична особа ми земе од батеријата од АТП. И трето, срцето нема да пумпа онака како што треба да пумпа крв до сите клетки. Да продолжам? Ајде продолжам. Митохондриите тогаш нема да користат доволно кислород за создавање на АТП во нашата батерија на телото. И на крајот, ако подлегнеме на глупавоста и на тоа што го кажа дотичната влаинка, или било каква, сите ние сме исти пред универзумот, пред нашиот татко, ние треба да имаме проблем, тоест нема да имаме доволно енергија за работата на нашите клетки. Епа дотична особа Славица, кој што велиш дека си глуп, дека јас сум глуп, многу ми е побитна мојата батерија, АТП во мојот организам, во моето тело, многу ми е побитна мојата енергија, која што е потребна за да работат моите клетки. Многу ми се побитни од тебе, Славица, моите митохондрии, кои што треба да создаваат кислород, кои што треба да користат кислород за создавање на АТП. Многу ми е побитна мојата крв и мојот хемоглобин, кој што треба да го носи кислородот до секоја крв, и на крајот од све многу ми се побитни алвеолите кои што се најбитни во целиот овој систем покрај срцето и белите дробови, затоа што тие внесуваат кислород. Ако алвеолите не внесат кислород, не можат белите дробови преку кислородот да го изфрлат со како тебе што те издишувам, Славице. Јаглероден диоксид од мојот организам. Да сте ми вечни и живи, ве сакам сите, љубов и само љубов. Чувајте го своето тело, бидете настрана од вакви зли луѓе, кои што сакат да ви ја дисбалансират вашата електрана на животот, кои што сакат да ви го попречат доводот на кислородот во белите дробови, кои што сакат да ви ја попречат работата на главната турбина срцето, кои што сакат транспортот да ви го намалат на кислородот преку крвта, кои што сакат да ви ги ослабнат вашите генератори во вашето тело, митохондриите, и кои што сакаат да ви ја исклучат струјата на вашиот живот во вашите батерии, а тоа е во АТП. Само така ќе успеете да бидете достојни, да бидете живи и здрави. Ако не се спротивставувате со негативна енергија, за некој што ве прави глуп. А зошто сум глуп, не знае самата таа на себе да каже. Тешко на тие деца кои што изима енергија таква особа дома. Да сте ми вечни и живи, ве сакам сите, љубов и само љубов, и не дозволувајте на вакви особи како што е Славица. Сега ќе завршам, одма ја блокирам, бидејќи се водам со трето правило на универзумот. Не сакам да трошам енергија, затоа што нашата батерија постојано полни и празни. И ако нашата батерија не полни и празни, нема да имаме наша електрана на животот, ќе имаме електрана на смртта. Таа Славица не е поголема од мојата електрана на животот. Да живее Македонија, со дух, ум и фанатизам за Македонија. Ве сакам сите, љубов и само љубов. Бидејќи сите делови мора да работат заедно за клетката да има енергија. А ако се водите по некој што ве кажал, ти си глуп и тоа е еден пример како треба да функционирате, а не дека сега некоја си Славица ме
Не ми значи ништо, затоа што сакав малку да ја искористам за да ме разберете и како треба да делувате во наредниот период, дека сите делови мора да работат заедно за клетката, за да има енергија. А ако се базирате на вакви негативни личности кои што ве вреѓаат, замислете одма дека сите делови не можат да работат заедно за клетката. Да живее Македонија!